пријател и веќе редовен гостин Дарко Симуновски. Со него подолго време се немаме видено. На почеток сме на новата година, така што Дарко дозволи ми на тебе и на гледачите кои што ќе го гледаат овој тип на видео, кои што ги интересира оваа тема, да ми посакам среќна нова година. Како си, како почна новата година кај тебе? Здраво, Владко, фала ти уште еднаш за поканата и поздрав до сите што следаат Татунчо каналот. Јас сум уште моментално во славје, да кажеме. Значи, уште не сме работно, али после Божикот понатака ќе почнеме со работа. Така, 2024 по многу работи е специфична. Значи, ќе се случи халвингот на биткоин, имаме председателски избори во Америка, а во многу претходни видеа со тебе имаме заклучено дека криптопазарот не е изолиран пазар, туку е поврзан со меѓународните текови. Имаме две војни кои што се во тек. Како се во ова ќе влијае на криптопазарот според тебе? Така, јас за таа тема имав два репорти, два извештаи ги пишував на Токен Падок за таа тема. Еден извештај имав за макроекономската слика на економијата во светот, а другиот репорт, односно извештај, беше за финансиските пазари. Така да дефинитивно, значи, ќе не очекува турбулентно време, особено за финансиските пазари. Навистина ќе биде многу интересен период пред нас, пред се затоа што, како што рече, имаме неколку несигурности. Едната од тие несигурности е геополитиката, можна е проширување на војна, така да видовме како се одрази тоа почетокот на војната, украинската војна во 2022 година. Многу негативно се одрази и на сите пазари, вклучувајќи и на криптопазарот секако. Но меѓутоа сега ние идеме во една интересна макроекономска ситуација што досега не сме биле, и во таа ситуација дефинитивно ќе гледаме една многу поинаква слика од тоа што сме навикнати досега. Зошто ова го велам? Прво, затоа што биткоин веќе не е во корелација со Насдак, не е во корелација со акциите, америчките акции, америчкиот пазар на акции. Веќе неколку месеци е надвор од корелација, а јас мислам дека најглавната причина за тоа дефинитивно е биткоин ETF. Јас и за тоа имав, нели, и скоро брзо исто интервју на 24 вести на таа тема, и токму поради ова кај крипто светот, како што сите знаеме, биткоин е локомотивата во крипто индустријата, така да со биткоин ETF дефинитивно веќе криптовалутите идеме во една историска ситуација каде што прв пат криптовалутите, односно биткоин, ќе биде достапен за институционални инвеститори, што е многу битно. И тука ќе дојдат веќе покрупните пари тука во криптоиндустријата преку биткоин. И биткоин, како што е локомотива, ќе ги влече и другите вагони, односно другите криптовалути нагоре во овој период. А акциите, јас мислам дека допрва треба да видиме краш на акциите, ако ме прашуваш и за тоа макроекономска слика на пазарите. Така да очекувам пат на акциите. Јас и за тоа пишував, како што спомнав, на tokenpadok.com. Тоа е затоа што сите макроекономски индикатори покажуваат на тоа, така да јас би бил изненаден ако немаме пат кај акциите. Така да ако тоа сценарио се случи, моментално како што стојат работите, има големи шанси да се случи тоа, ќе биде прв пат во историјата криптовалутите, биткоин да оди нагоре, а акциите да паднат во одреден период, па после да продолжат да одгоре. Одлично, Дарко. Имаме, значи, едно прашање на постот кој што го поставив јас на Facebook. Да е многу, значи, многу конкретно прашањето, дали има регулација за данок на добивка и влог во криптоиндустријата во Македонија? Во Македонија не постои такво нешто, затоа што во Македонија се уште ние немаме никаква класификација за криптовалутите во Македонија.
Немаме ние законска рамка во врска за криптовалутите. Јас имав повеќе пати повик до власта да им помогнам да донесеме регулативи и се надевам дека ќе успеам понатака во иднината. Моментално немаме ништо конкретно, само имавме една така почетна лита едно мало законче така како отприлика да се знае дека постои криптовалутите, се уште ги викаат виртуелни валути, што терминот е апсолутно не е точен. Само да прецизирам, криптовалутите се дигитални средства, не се виртуелни. Виртуелно тоа значи кога играте некоја игра, пример, имате поени, тоа се виртуелни поени или коени или парички. Така да тоа е голема разлика. Така да ние немаме за тоа регулација и така да за тоа прашање што го имаме од нашиот гледач, можеш да му кажеш дека секако дека нема да има никаков проблем во врска за тоа, нема да му се побара било какво плаќање на даноци, затоа што во Македонија се уште тоа не е регулирано, за жал. Исто на тоа се надоврзува, иако би одело веќе во делот на финансиски совети, кој алткоин очекуваш да оди нагоре во буларанот? Јас би додал нова, кои алткоини се здрави проекти, за да дадеме една малку по-техничка и технолошка димензија нова, затоа што би сакал да избегнеме директни совети за да после немаме проблеми. Вие ни кажавте да инвестираме тука или не. Значи, ајде да се фокусираме тоа кои алткоини се сериозни проекти кои што ветуваат значи сериозност ако некој е заинтересиран да инвестира во нив. Многу едноставно прашање, но меѓутоа истовремено и многу комплексно прашање. Затоа што колку повеќе човек навлегува во криптоиндустријата да ја учи, и да се труди да ја разбере, толку повеќе станува подлабока тема. Криптоиндустријата оди во еден брз развој, досега невиден, побрзо се развива и се адаптира, се прифаќа од страна на луѓето и од самиот интернет. Така да, еве пример, само еден да кажам, кога јас на почетоците во 2016 кога навлегов во крипто, во тој период не постоеше поимот децентрализирани финансии. Не постоеше NFT, незаменливи токени. Значи, такво нешто не постоеше во криптоиндустријата. Не постоја многу проекти што сега постојат. Така да, значи, во криптоиндустријата неколку години се доста долг рок за да се сменат одредени работи. И фактички со тоа да се смени и наративот и што е уствари корисно. Нова прашање, како што реков, многу едноставно прашање, но меѓутоа исто така комплексно. Јас вака накратко би објаснил кој алткоини, мада тој термин и тој треба да се приспита, затоа што тој е на почетокот на биткоин, алткоин како алтернатива на биткоин, мада овде имаме криптовалути што воопшто не се ни труда да бидат алтернатива, затоа што тоа не е поентата, тие имаат различни намени. Пред да кажам, како што реков, многу комплексно е прашањето, има три главни класификации кај дигиталните средства, кај криптовалутите, популарно наречено. Тие се криптовалути за наплата, криптовалути со своја инфраструктура, односно со паметни договори што поддржуваат и имаат свој екосистем внатре во самиот нивни екосистем и така натака, значи се градат секакви апликации. И третата класа е апликации изградени на блокчейн, што презентираат овие токени. Така да, од сите тие перспективи, ако гледаме, целокупно на целиот пазар имаме околу преку 20.000 различни токени, криптовалути. Јас би рекол дека 98%, 97% или нема никаква вредност, или се базира на шпекулација. И затоа се одржаваат високо на врвот. Така да, јас би рекол некаде од прилика, може би имаме некаде 500 проекти, максимум, што може да се каже дека нешто конкретно се работи и дека има некоја посебна приказна за таа криптовалута.
Например, имаме ние многу Layer 1, први слоеви на криптовалути во една таква инфраструктура. Постојано излагаат нови. Моето прашање е зошто јас би купил некој нов таков токен кога ништо не решава никаков проблем. Има исто има еден наратив на општо на медиумите, на социјалните медиуми најчесто некои јутубери го користат тој термин, споредба на биткоин мрежата, етериум мрежата со некоја нов коин или нов блокчейн и ностоп се прави таа споредба дека колку пати биле побрзи тие од етериум или биткоин. Значи ова за да се разбери Владко, мора едукација, јас затоа тоа и го пишував и на книгата, овие работи се битни, се викаат блокчейн трилема. Кај блокчейн трилема, кога се прави еден блокчейн, програмерите се соочуваат со таа трилема и таа трилема се однесува на децентрализираност, сигурност и брзина. Сега, прашањето е, кој што одлучил да прави? Дали некој сака да прави децентрализиран проект или сака да направи централизиран што ќе биде брз и сигурен? Значи, многу битни фактори се тука во игра. Како што реков, малку се тие што стварно заслужуваат. Еве и би одвел неколку проекти, јас си пишував неколку пати, за да го скратам овој одговоров. Накратко би набројал неколку проекти, секако Layer 0, нулта слој на блокчейн, тоа е третата генерација на блокчейн, јас пишував во книгата Фундаменти на криптоиндустријата за тоа. Секој еден што ќе прочита книгата може да извлече многу добри совети за многу добри токени, што се сигурни проекти, што се проекти што допрва се развиваат и допрва треба да експлодираат и во цена, така да тука нема промашај, али јас еве конкретно на одговорот, како што реков, Layer 0, тука спаѓаат Polkadot, Kusama, Avalanche, Atom. Јас тоа години уназад го зборувам и го кажувам зошто се тие многу посебни, нивната архитектура на блокчейн, тоа што го нудат, особено Polkadot и Kusama, поради начинот на кој што се изградени. Секако дека биткоин е нешто што треба секој еден инвеститор да го има, особено криптоинвеститор, барем еден дел од портфолиото да биде во биткоин, така да тоа е многу битно. Како што реков, овие проекти што ги спомнав, има доста интересни blue chip апликации што веќе се докажани, како Uniswap, нема тука промашај. Trader Joe исто така, слично како Uniswap, функционира на Avalanche, почна, па после се префрли исто така и достапен на други блокчейн мрежи. Исто така има интересен Metaverse, јас тоа го спомнав. Обично не ги ова него соопштува многу често вакви, што би рекле народски low cap jam, Metaverse, gaming, комбинација, ERTA. Јас за ERTA пишував и на книгата моја, на вистина феноменален проект и сосема долу на листата, така да има шанси за многу да оди цената нагоре. Како и да е, има многу проекти, еве, како што спомнав, барем овие 4. Со оглед на тоа дека пазарот во Македонија е нерегулиран, се уште за многу луѓе ова е табу тема. А бидејќи јас и ти во еден наши почетни подкасти имаме зборувано дека иднината е во токенизацијата, односно секој станува токенизирано. Јас тоа го забележувам преку работи секојдневни, како што се купување билети, не знам, поседување на електронски документи и сега редица други работи. Дали не е ова простор, значи непостоењето, дали не отвора простор за нови стартап компании кои што буквално би го опфатиле овој простор и би влегле во чекор со она што иднината неминовно го носи, односно дека некаде иднината веќе се случува. Еве, како простор, ако некој технолошки може да го оствари тоа, да се занимава со. Да. Фала ти за прашањето. На вистина, баш конкретно јас на тоа работам. Од повеќе аспекти. Прво, што веќе најавив уште лани, јас се уште пишувам втората книга. Втората книга се однесува за токенизација.
за сите можности на блокчейн индустријата, што се може да се направи. Работам на тоа и исто така во наредните 2-3 месеци треба да се стартира, да се почне со новата фирма што ја планирам со мој бизнис партнер, и таа фирма ќе биде за креирање на Web3 проекти и исто така токенизација. Значи ќе правиме токенизација по нарачка. Токенизацијата е многу голема работа. Јас тоа многу пати го спомнав, го пишав и во книгата, цитирам, кажав во книгата: во иднина се ќе биде токенизирано. Тоа го спомнав, го кажав во книгата и го спомнав многу пати јавно, затоа што едноставно ние одиме кон тој пат. Нема тука враќање, тоа е тој пат. Токенизацијата ќе представува, како што рече, во секој сегмент од нашето живење ќе биде застапено, без разлика за какви услуги или производи треба да купиме или да се служиме, и било што во нашиот живот. Дипломите ќе бидат токенизирани, значи најпросто е вака за публиката да објасниме, како што рече, билетите за концерт, за во воз, билетот, тикетот. Така да, значи, буквално се што постои од физичкиот свет и од светот на финансиските средства ќе биде токенизирано. И овие берзиве што ги гледаме за, мислам дека за 5-6 години, може би отприлика тој временски период, мислам дека и тие ќе бидат токенизирани исто акциите, затоа што јас пишував на tokenpaddock.com, пишував дека обврзниците на Малезија, обврзниците на Малезија се токенизирани, Владко. Тоа значи дека секој може, секој инвеститор може од дома да си купи обврзници државни, наместо да иде кај брокер и да ги врви сите тие работи и да губи време и така натака. И со тоа ликвидноста се зголемува, затоа што има со токенизација, која се токенизира одреден продукт или услуга, секој има пристап до тоа. Тоа го нуди блокчейн, затоа што тоа е отворен извор на информации, така да. Но меѓутоа, како што кажав, исто во книгата тоа го спомнав, таа токенизација ќе има исто така и две патеки. Едната ќе биде централизирана, другата ќе биде децентрализирана. И ние ќе ги користиме едните и другите. Колку повеќе децентрализирано, толку подобро. А инаку од интернетот се што постои веќе лека по лека се префрлува во Web3 и со тоа исто така ќе се турне понатака посилно и ова што го зборуваме за токенизација. Јас тука неминовно морам да спомнам една работа која што како еден evergreen, сакајќи да, значи се вели стално дека многу работни места со време исчезнуваат. Еве, зборувајќи за токенизација на билети, ми текна една работа дека порано туристички агенции беше доста добар бизнис. Сега со појавата на страни како што е Booking, како што е TripAdvisor или слично, тој бизнис буквално губи важност. Исто како што порано кога бевме мали се сликавме на аналогна фотографија, имаше фотографски студија. Сега тој бизнис е буквално изумрен и постојат малку професионални фотографи кои што мораат да се занимаваат со редица други работи за да бидат во тој бизнес, затоа што фотографијата отиде во една дигитална сфера. Сега, знаејќи го ова, знаејќи дека ова е неминовен процес, затоа кажав кои се можностите за отварање на нови бизниси кои што ќе ги следат новите трендови, затоа што ако изумираат некои стари работи, јас сум сигурен дека оваа дигитализација и оваа токенизација за која што зборуваме нуди нови перспективи. Па еве, ајде да видиме според тебе кои се секторите кои што се сега најактуелни за влегување во тој бизнис. За токенизација зборуваме, така? Да, за токенизацијата. Да. Јас мислам дека најпрво што ќе оди вака глобално потемелно, веќе почнавме, ние веќе имаме во криптосферата, се појави една нова гранка што стана интересна од 2023 година, претходно беше се уште беше повеќе како замисла, имаше во 2022 веќе некои проекти што почна во 2021, но меѓутоа нема доволно внимание.
веќе се свртува лека по лека вниманието кон нив, тие се викаат real world assets. Таа е сега една исто така гранка во криптоиндустријата официјално што може да се каже, и тие веќе одат на токенизација, но меѓутоа како што реков на Web3. Таа е токенизација на Web3 на децентрализиран начин. Но меѓутоа таа токенизација ќе продолжи без разлика дали ќе биде децентрализиран, централизиран начин. Прво ќе почнат, мислам дека исто така ќе имаме една ситуација каде што е спомнати пред малку како на пример некој продавал билети порано, сега нема потреба такво нешто. Денес моментално имаме ние, еве пример за недвижности ќе зборувам. Имаме многу агенти за недвижности. Агентите за недвижности за неколку години буквално ќе немаат работа, затоа што тоа ќе оди со токенизирање на самите имоти преку онлайн. Се ќе биде онлайн, плаќањето ќе биде онлайн, договорите ќе бидат онлайн, разгледувањето на самиот објект ќе биде преку метаверс. Така да тоа е за брзо време. Што се однесува, значи како што рековме, токенизацијата дефинитивно сотегна време. За тоа да се случи побрзо, потребни се регулации. Единствено нешто што кочи моментално е регулациите во овој домен на real world assets или токенизирање на средства некои и така натака. Тоа е единствена кочница моментално. Зошто? Затоа што сепак, како што кажавме, како што кажа и ти на почетокот, ова е нов вид тип на технологија и се уште има време, треба време да помине за масата и за тие што носат закони да се едуцираат, да сватат, да научат што како функционира и што е најправилниот начин да се направи за да се заштити публиката. Нормално, луѓето да бидат заштитени. Кога, пример, купуваш токенизирање на стан во Охрид, за ти тоа да го направиш од Италија, Македонија мора да има регулации. Така. Јас затоа зборувам цело време, затоа што ние можеме буквално економијата да ја кренеме, но меѓутоа ако го правиме тоа со на почеток. Али како што кажавме, се што постои од реалниот свет ќе се токенизира. Наредниот дел, како што рековме, сега за предмети, за финансиски средства и недвижности. И понатака ќе биде, како што спомна веќе во билети, го имаме тоа, веќе се случува и така натака, така да тоа нема запирање тука. И јас за жал мислам дека е се малку да дадеме една општествена нота на ова што го зборувам. Јас за жал мислам дека кога ќе се случат промените, кога веќе ќе бидат меинстрим, тогаш во Македонија само ќе бидат препишани од страна. Да. Иако мислам дека и тогаш ќе биде позитивно, затоа што многу процеси кај нас кога се оставаат на администрацијата, значи оно што значи општествена врхушка, обично лошо функционираат и сега имаме исто такви настани кои што гледаме дека кога се остави на човечкиот фактор, неодговорност е толку голема што буквално влегувам од катастрофа во катастрофа. Значи јас едва чекам кога тие бариери ќе бидат срушени и кога, да речеме, некои процеси ќе бидат до толку децентрализирани и автоматизирани што нема да зависат од човечкиот фактор кој што очигледно е корумпиран и некадарен. Значи јас мислам дека оваа токенизација ќе го, значи бидејќи технологијата е неутрална и не зависи од корупција и од такви работи, ќе го елиминира тој фактор по пат на технолошко средство. Да. Тоа повели не се дискаше. Повели, не, слободно. Да, сакав да кажам дека сепак тоа ќе има две страни, како што рековме, и децентрализирана и централизирана, затоа што самата технологија е неутрална, но меѓутоа зависи кој што има намера и што сака да направи и кој е во контрола. И затоа јас многу пати тоа го зборував и во книгата опишував. Многу е битно луѓето да сватат колку е битно децентрализираноста, затоа што квалитетот на живење и рамноправноста меѓу нас може да биде само на тој начин, никако поинаку. Тоа само сакав да се надоврзам, повели Владко. Така, значи, да заокружиме годинава. Очигледно се вративме со
барем биткоин се врати на нивото од пред падот во 2022 година, значи сме над $40,000, кои се не знам дека е неблагородно и обично луѓето го избегнуваат тука. Тој одговор, кои се проекциите и од што ќе зависи тој, дали халвингот навистина ќе донесе таков бул ран како што повеќето очекуваат или големите играчи може повторно да направат некој големо изненадување? Да. Јас, да, точно, да, е малку неблагодарно типување на цена, но меѓутоа јас не се плашам ако сгрешам, не гледам дека тоа е страшно, јас секогаш си го кажувам своето мислење. Да подсетам во 2021 во јуни, кога имав интервју, ме прашаа за цена на биткоин, кажав 75,000, биткоин стигна скоро 70, кажав за етериум 5,000, етериум тогаш во октомври-ноември 2021 стигна до 4,850. Исто така имав сгрешено затоа што очекував до крај на 2023 дека ќе оди многу повисоко биткоин, тука имав грешка. Али тоа е нормална работа, да е дел од анализата, затоа што сепак економските пазари се жива материја. Многу фактори зависат од тоа, макроекономски фактори, за разлика од некои што само гледаат техничка анализа, забораваат на макроекономијата, затоа што макроекономијата е таа двигателот и таа е таа што одлучува за цената. Но, како што реков на почетокот на овој интервју, спомнав дека овој пат ќе биде различен за биткоин, затоа што овој пат биткоин треба да стане достапен за институционални инвеститори. Сега, тоа може да се случи од 10 јануари, после го имаме тој рок, каде што треба да се одобри, па имаме се до крајот на мај. Имаме задни рокови, затоа што Комисијата за хартија од вредност во Америка има одредени рокови што може да влече до последен рок, во зависност на кој кога аплицирал. Но, кога ќе се случи тоа, дефинитивно цената на биткоин ќе експлодира. Тоа се поинаку би било шокантно за сите што ги следат пазарите, така да мислам дека ќе има голем ќе оди цената горе, но кога ќе се случи биткоин ETF. Халвингот, знам дека многу пати се спомнува, знам дека многу аналитичари го спомнуваат халвингот, но меѓутоа халвингот, ако ние немавме биткоин ETF, халвингот можеше да биде и негативен за биткоин. Затоа што во тој случај, што значи халвингот? Тоа значи профитот што го моментално што го имаат професионалните рудници на биткоин, тоа значи дека нивниот профит ќе се намали за дупло. Значи тоа значи дека одредени мајнери ќе останат без работа. Ако остане ова цена, пример. Пример правиме муавет. Значи така да халвингот, да, тоа е за полог рок, тоа е многу позитивен за цената, но меѓутоа на краток рок не значи дека халвингот е тој што ќе турне цената нагоре. Не. Се знае, цената секогаш ќе биде диригирана од две работи, од побарувачка и од понудата. Кај биткоин понудата дефинитивно со тек на време се намалува, но меѓутоа побарувачката се зголемува. Така да тоа е гарант дека цената ќе оди нагоре. Јас на мојот извештај што го пишав макроекономски на токен падок, можат сите да проверат, да видат детално е пишано таму, 2 извештаи имав. На тој предвидов цена за биткоин до крајот на првиот квартал од 2025 година, предвидов цена од 100.000 до 137.000 американски долари еден биткоин да биде во тој период најкасно до крајот на првиот квартал 2025. Тоа не значи дека ова цена ќе достигне во моментот кога ќе биде одобрен ETF, не, затоа што ќе треба време инвеститори да направат стратегија, сите што се институционални инвеститори знаат како оди тоа, имате одбор на директори, луѓе кои треба да одлучат, луѓе кои прават веќе анализа на финансиските пазари и треба да одлучат да вложат и да ги стават парите нивни во спот ETF биткоин. Тоа дефинитивно ќе ја турне цената нагоре, ќе притисне доди цената нагоре и верувам дека ќе видиме нови рекорди секако. Уште по самото лансирање на биткоин ETF мислам дека ќе се прекаши овој рекорд од 70.000.
Но меѓутоа, новите рекорди што треба да се срушат во тој период, мислам дека е од 100.000 до 135.000, 137.000 до некаде крајот на првиот квартал 2025. Така, Дарко, јас мислам дека во овој наш разговор успеавме во кратко време да дадеме многу информации. Јас би сакал почесто да се гледаме, а вака пократко да разговараме, за да можеме да бидеме во чекор со новините кои што некојаш буквално и на дневно ниво се случуваат. За сега ти благодарам за ова твое присуство во Каново Татунчо. Ти благодарам што се навраќаш на почетоците, тука си секојаш добредоден и јас секојаш со задоволство те канам. Секој добро и плодна година. Фала ти многу и поздрав до сите гледачи и да им честитаме среќна нова година уште еднаш и среќни празници, се најдобро.